Јата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастикс, не можете да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можете да заборавиме. Кога се разтуриваше вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Боските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени праја и тога пропадна најкодна. Митко Вукоевски и Маријана Пипилева се млади охридски филигранисти кои чекорат по стапките на старите охридски струшки мајстори. Овие млади луѓе изработуваат прекрасен уметнички изработен накит од филигран. Филигранската техника е позната од дамнина. Низ вековите се изработувал накит и украсни предмети на кои луѓето им се восхитувале. Филигранот е посебна гранка на јувелирството во модерното време, но оваа техника низ вековите била составен дел од златарскиот занаед. Филигранот е најраспространетата техника во уметничката обработка на сребро кај нас. Охридските мајстори се дел од уметничкото милје кои оставиле неизбришлива трага во филигранството. За изработка на накит со оваа техника се користи најчесто сребро. Нишките од жицата се виткаат и преплетуваат, меѓусебно се врзуваат и се обликува сложен засебен мотив или поставен на метална подлога. Мотивите од филигранската жица се различни, од геометриски фигури до цветови и животни. За филигранските мотиви не постоеле мостри и шеми за изработка, туку до израз доаѓала индивидуалната креација. Секој мајстор ги комбинирал шарите по сопствен усет, а добрите мајстори на филигранот биле надалеку прочуени. Еден од прочуените и последни филигранисти во Охрид беше мајстор Вангел Деребан. По неговата смрт се закануваше опасно занаето да згасне, но се појавија Митко Вукоевски и Маријана Пипилева да продолжат постапките онаму каде што застана стариот мајстор. Овие млади луѓе велат дека нивниот избор за филигранскиот занаед во животот била чиста случајност. Завршив средно училиште гимназија и почнав на факултет на археологија и него имам да завршено. Филигранот, да не речам дека со не ми бил никогаш, али секогаш ме интересираше ко дете мало кој ќе поминев низ Охридска чаршија, кој ќе го видев сега покојниот Вангел Деребан. Значи ми беше многу интересно се на изгледот како ги изработува работите. Сакав да имам некое специфично хоби, а и самиот филигран во Охрид беше на големо изумирање. Сакав лично да го знам занаетот. Значи не беше ради тој што работел претходно, него јас лично сакав да го изработвам филигранот. Искрено сакам работа со раце, сум работила со глина малку, ама не мислев дека тоа ќе биде во филигранот. Знаев дека ќе биде нешто со раце, ама не знаев дека ќе биде баш филигран. И ме исполнува, стварно ме исполнува. Ова е можеби, да не звучам грубо, ама единствена работа што сум ја работела со кеф. Младите охриѓани случајно се запознаваат на обука за филигранство во Скопје. Нивната првична идеја била да научат нешто ново, па потоа прераснува во заедничка работа и продолжување на филигранската традиција во градот. Да бидеме искрени, значи секој занает си е на свој начин тежок. Првите 2-3 месеци беше стварно, да не речам тешко, али беше напорно, значи, али во ниеден момент не сакав и не ми дојде на памет дека ќе се откажам од занаетот, значи, али стварно потешко беше него што може да замислам. Со тек на време, како што ги изучуваме нови техники, испадна полесен и полесен. За никогаш не можеш да речеш во никој занает дека знае све
И ден денеска ние изучуваме од стариве мајстори, значи што сакет, значи на некој начин да го стае занаетов, некои работи уште секојдневно изучуваме нови. Искрено сакав нешто што ќе го работам, ама што ќе можам да го носам цело време со мене, што ќе го имам, така би се изразила. И добар пријател мој ме информира дека имат исто курс во Скопје, во Занајчиска комора, па најдов сили некако да можам да одам таму. Паралелно работев и одев на часовите. И ми се допадна, ми се бендиса затоа што имаше значи слобода во креацијата, слобода во самото искажување, не си ограничен, можеш на кое било место на светот значи да го правиш ова и тоа е тоа што ми беше значи битно мене. Младите уметници споделуваат што е пресудно при создавањето на филигрански накид. Па јас викам дека те најбитни се две работи. Значи, љубов за прво самиот занаед, да се сака занаедот, а второ и трпение. Пошто е, да речам, пиплива работа, значи не секогаш работите ни одат како што ние сакаме. Значи, најбитно е љубовта и трпението во самиот занаед. Значи, кога ќе почнеме да изработвиме дали убетки или прстени или наруквица, било што, значи самиот предмет на изработка, целата енергија внесеме во производот, забораваме на сите проблеми и најголемиот бенефите кои ќе завршиме производот и кој ќе некој, значи прво ние самите треба да го бендисаме, а после и самите муштери кои на некому се свиѓат е најголемиот бенефит од светот. Покрај љубовта и трпение, значи мора да имате и упорност во занаетот, во намислата, во желбата. Не може денеска едно, утре друго. Значи мора да си самиот фокусиран кон она што сакаш да го постигнеш. Без разлика што е да е, мислам дека тоа е битно во секоја сфера. Со своите филигрански изработки Укоески и Пипилева се продолжувачи на традицијата на старите мајстори. Исправени се пред предизвици и одговорност за она што го создаваат со своите вешти раце. Одговорноста е премногу голема, пошто во Охрид и во Струга сме имале мајстори, во права смисла на зборот мајстори, од каде што купувале значи видни луѓе од Европа и се трудиме на некој начин да го задржиме квалитетот на изработка на филигран. Најчесто коментарот е Вангел Дереван изработуваше ова, вие го изработувате вака или значи прави споредба со неговиот филигран и со нашиот. Нормално дека секој мајстор си има свој белег во филигранот, али мислам дека ќе се за брзо време не да го стигнеме, али ќе се доближиме до начинот на изработка негов. Изработуваат филигрански накид, а многу од мотивите се нивна моментална инспирација. Идеите ги црпиме и од природата, значи најчесто изработуван производ во филигранството е цветот. Значи самата природа ни носи идеи и све друго.
и самите мајстори, значи поранешни се изработвале калапи, тоа се изработи на линолеум со значи пилица, целиот калап, пример како самиот крст тука, се изработи, па по него се влече жицата. Значи исто и верата, црковните символи ги изработваме и останатите работи. Значи се што е во природата. Па не знам, идет. Господават, што да речем друго. Нешто ќе видиш на друго место, па можда ќе го преработаш, можда ќе видиш нешто ето како што рече Митко во природата. Нешто само од себе ќе излези, ќе планираш едно, ќе излези друго и тоа е најинтересното што на крајот го прави денот убав. Покрај идеите во создавањето на филигранството е потребен материјал и алатки, у која ќе раскажува како тече процесот при создавање на уметнички накид. Значи се користи чисто сребро, значи 999 со значи 100% чистота, пошто тоа е најмеко и е многу лесно за маневрирање самиот производ. Жици се користат, најтенката жица што ја користиме е 0,25 мм, значи 1/4 од милиметарот. Тоа се две жици, се сукат една со една, па после на валт се плескат и добиваме внатрешна жица за изработка на филигран. Значи, немаме број точен на колку жици, али најупотребувани се 0,25 сукана жица, плескана, и 0,80 исто плескана жица. Значи, тоа е за контура надворешна на филигранот. Најкористени, доколку за убетки и за привезоци. А за прстени, нормално контурата мора да е потврста и поголема, поради стабилност на самиот прстен. Најкористен алат е пинцетата или по старо месторите што викале чифт. После имаме многу врсти на пинцети, третата рака, значи клештите, то се овие, секачи, бурумли, значи за облекување на цветоите се користи ештек, пилицата исто е многу користена. Во главно тие се основни алати во филигранството. Исто за извлекување на жица е потребно, значи, валц машина, која користиме со 4 пара, значи, на валцови кои се менуваат во зависност од што сакаме да извлечеме, значи кукава жица, дали е плескана или да е округла. Али во филигранот најчесто се користат попримитивни алатки, како што тече време ни носит, значи само во време пософистицирани, кои малце ни го олесват процесот на изработка. Значи, али основниот, значи главниот дел 80% ги работиме ние со пинцетите. Значи тука немат алат, значи све е рачно. И самата жица која ќе ја влечиме на алат, и тој е рачен, значи не е машина што може да ни излеси жица. Значи рачно ја изработвиме. На секои две различни величини на влечење на жица, ние гориме, значи рачно. Тој е процес еден кој пример за 100 грама сребро ни треби околу да извлечеме жица околу 4 до 5 сати. Значи, интензивна работа. Младите занаетчи во својата работа внесуваат своја препознатливост. На накитот му вдахнуваат белек и го комбинираат со македонскиот рубин и охридскиот бисер. Најчесто во наша работилница вградуваме македонски рубин. Значи камен кој исто и охридски бисер, али рубинот ние, да речам слободно дека
драг камен, единствен драг камен што го имаме во Македонија. Значи, тој ни е предизвик, соработуваме со Дејан Шкартов, деко кој исто во нас препозна, да не речем сега мајстори, али љубители на филигранот, и самиот ни предложи да соработуваме на некој начин, да го вградуваме во нашиве производи во Охрид. Е за туристиве што доаѓаат во Охрид интересен каменот и многу, значи, од нив се едуцирани пред да дојдат во Македонија за нашиот камен, за разлика од самите наши македонци. Јас за него, мислам, за каменот и за деко имав слушнато многу подавно, уште пред да почнам да се занимавам со филигран. И еден мој колега кој што изучувавме заедно занајата, значи филигранот, работеше кај него на брусење на самиот рубин. После година и пол од завршување на курсот, случајно се слушнавме и ми предложи да се видиме, да разговараме околу камерот. И така, прво почна сработката со 2-3 камчиња, па продолжи поинтензивно. А иначе, сите, значи, до сега во оваа работилница што се градени камења, покрај рубинот, све се од Македонија. Значи, не користиме синтетички камења, све што е природно и македонско. Пазарот си налагат сите други работи, значи, за нашата изработка. Ние, мојте да видите овдека, значи, користиме охридски бисер од Михајло Филев, исклучиво негов, и тие две работи, значи бисерот и рубинот. Ние ги добиваме, значи, и бисерот и рубинот. Наредниот процес е наша, значи индивидуална работа, што ќе направиме со него. Се разбира дека мораме да користиме помали камења и помали бисери за да можеме да полесно ги продајме нашите производи. Што колку е поголем рубинот, нормално дека е и поскап. Затоа користиме многу миниатурни, да не речам некојаш рубини, што е многу потешко за изработка од наша страна, да добиеме некоја ниска цена, да може да се дозволят не само туристите и локално население да купи. Младите занаечи кажуваат пошто се издвојува македонскиот филигран од останатите изработки во регионот па и во светот. Специфичен македонскиот филигран е по тоа што се работат со многу ситна жица. Значи, останатите филиграни се работат со малце подебела жица и на некој начин е нормално и полесно за полнење самиот производ, доколку македонскиот не добиват во тежина, добиват во изглед, нормално, али во доста временски поголема, подолга изработка. Изработени послужавници од вангел дерева, за разлика од други филигранисти од други земји, се гледат колку е, што би рекле сите, колку е поситно изработено. Значи, жицата е многу поситна, самите елементи се внатре многу поситни, за разлика од другиот филигран. Како што реков и претходно, не можеме да направиме две исти работи, да се потполно, значи, идентични, во тоа е разликата од машински изработениот филигран и рачно изработениот. Исто, кога правиме, пример, паробетки, гледаме да се 100% идентични, али некојаш успеваме, некојаш не успеваме, значи, да бидат идентични. Иначе геометријата е пресудна, значи, во пример на обетките, мора да се тие исти направени.
исти, да успеваме да ги направиме исти. Нашиот филигран македонски е многу сличен со косовскиот и со албанскиот. Значи, многу се слични, доколку исто познати филигранисти има во Перу. Значи, таму али е многу различен филигранот. Разликата е во самите, значи, делови што се врадваат натре во филигранот, орнаментите, не е многу различен. Тој како ги споредите два производи, се гледа дека е исто различна изработка, али самите елементи вградени внатре се многу различни од едни од други. Накитот во кој се вбројува и филигранот е сон на секоја жена. Младите уметници од своето досегашно искуство откриваат кој покажува поголем интерес за купување уметнички изработен накит. Искрен да бидам, значи, интересот и од локалното население не многу голем, али е на некое завидно ниво. Што за разлика мислев дека како што замре занајатот во Охрид, дека е заборавен, али од охриѓаниве не. Значи, самите охриѓани кој некојаш ќе дојде да прашат, кој ќе купи за себе, кој за поклон, али е на некое, јас по моја мислам дека на некое високо ниво. И жените сами си се частат и мажите сакат да ги изненадат жените. Се случувало и едното и другото. Од моје искуство, значи исто. Тој што ја цени трачната изработка, значи го цени трудот и знаат како е тоа да се изработат, исто подеднакво. Вукоески и Пипилева раскажуваат за своите први изработки на накитот. Убетки имам изработено, кои ги има мојата сопруга. Значи, тоа беа помасивни убетки, прајани на калап и после тоа самиот калап го уништив, значи едни се единствени и уште еднушка такви убетки нема да направам. Први, а и таги бенди се ден денеска, мислам дека се задоволство ги носат. Искрено не. Мислам дека беше привезок, ама не се сеќавам како беше. Меѓутоа се сеќавам на производот што го направив кога полагав. Беше пеперутка со полудраг камен. И беше, значи, кажано дека е една од најдобрите изработки во мојата група. Искусни стари мајстори им помагаат да не исчезне филигранскиот занает. Тие несебично им ги пренесуваат тајните на филигранството, раскажува Вукоески. Негде појќе од 50% се работат со тајни, значи начинот на изработка на двата лепаци, лотот и лемот, тоа се исто тајни кои во самиот курс не се изучуваат, значи таму ни ги дават готови и тоа е исто голема тајна што пример да не речам али 5-6 мајстори знаат во Македонија како се изработват. Па еден од најпознатите скопски мајстори е Марк Колја. Значи човек што е мајстор од негови 9 годишна возраст, почна да го изучува занаетот, а се моментално имаат 60. Ние моментално пред брзо време го научивме тоа како се изработват. Стварно е исто макотрпна работа, значи за пример 50 грама лепак ни треба исто околу 3 до 4 сати на изработка.
мешање на метали. Тоа е исто сребро, само што треба да се добијат точка на топење да е пониска него самото сребро. Пошто на среброто чисто 999, точка на топење е 961 степен. Ова мора да намалиме за пример околу 100 степени за да можеме да го залепиме производот, а да не изгори. Искрени се дека има уште многу време да се усовршуваат, додека се здобијат со називот мајстор. Старите мајстори, значи, прво се земале чираци, чираците работеле, значи, 4 години, потоа станувале калфи, исто 4 години, и потоа, значи, му давале титула мајстор, што значи, после 8 години, али не ко ние што изучевме занајатот, самите чираци или калфи морале да крадат од занајат. Значи, мајсторот никогаш не му кажа како треба да го направи нештото, морал да седи самиот да го учи, да го кради занајат. Ко секој занајат и овај, крадиме од старите мајстори се. Ние немаме до нас, али, фала Богу, имат мајстори што уште работат и сакат, значи, сакат да ни кажат на некои поголеми тајни од филигранство. Митко Укојски и Маријана Пипилева со нивната сериозност и одговорност во изработката на уметничките креации сигурно нема да дозволат да згасне филигранската традиција во Охрид. Искрено им посакуваме упорност, креативност, инспирација и оригиналност во создавањето накид кој понатака во светот ќе ја носи ознаката направено во Македонија од охридски филигрански мајстори. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Коските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени праја и тога пропадна најкодна. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.